Добар ден, добре дојдовте. Сега е време за нашиот нареден час по граѓанско општество. Тука е нашата професорка. Професорка, кажете ни зашто ќе учиме денеска? Денес ќе учиме многу важни работи. Прво да ве прашам нешто. Дали вие сте учеле граѓанско образование? Мислам дека да. Да? Мислам да. Или сигурни сте? Сигурен сум. Добро. А вие? Јас сум сигурна. Добро. Тогаш можам со ти да ви се обраќам. Да, слободно, може. слободно. Добар ден, ученици. Добар ден на сите колеги. Ве поздравувам. Посакувам граѓанското образование да стане дел од нашето живење. Јас ве следев додека учевте математика. Одлични бевте. Ви благодариме. Мислам дека граѓанското образование во денешно време, особено во време во кое што сите некако носиме ракавици па ги миеме рацете, ни стана многу важно и суштинско. Па јас би ве замолила да ја пуштиме презентацијата, Може, бидејќи да. денеска ќе одржиме 2 часа кои што се однесуваат на граѓанинот и општеството. Да, тоа може на слайд-шоу да ја пуштиме. Кажи. Да. Опа, јас како секогаш направив грешка. Назад. Знам дека е назад, ама ова брзо ќе го поминеме. Бидејќи Нема да го повинеме. бидејќи нема друго. Вака Не, сам. може да го... Може? Од почеток, Може. може. Како? Може на 2 пати да стиснеш. Ово има тука повеќе Чекај. напредни луѓе технолошки. Овде... Ама немаш да се ракавиците. Додека вие го средувате тоа Кажи. технички, значи јас да објаснам дека граѓанинот и општеството е тема која што денеска ќе изучуваме. Со оглед на тоа што програмата за работа по граѓанско образование е развојна, значи и во 8 и во 9 оделение ќе се осврнеме на истата тема. Ќе зборуваме за граѓанинот и општеството, односно граѓанинот во граѓанското општество. Уште назад, ова е часот за 9 оделение. Се враќаме на почеток. Ајде, Уште. Вака, Ајде, Од од почеток. да ни Да ни тргне тргне работата. убаво и Епе. сега слайд-шоу. Океј. Благодарам. Значи, граѓанинот и општеството, содржината е дискриминација, стереотипи и предрасуди. Ова се 3, верувам, познати, ама и не толку познати зборови. Прво да расчистиме, знаеме што се граѓани. Да, Да, а општество? да, Да, знаеме. добро, значи граѓанинот и општеството, каква е релацијата? А дискриминација, стереотипи, предрасуди? Да, знаеме. Знаеме. Разговаравме баш на Баш денешниот на ден. денешниот, да. Пред малку јас кажав еден пример за што ми кажа моите другарчиња кои им реков дека сакам да бидам балетан. Ми рекол тоа е женска работа и баш имавме дискусија пред малку за оваа тема. Супер што сте тука, ќе ни појасните уште повеќе. Да. Супер, и вие ќе ми помогнете заедно да работиме. Одлично. Договорено. Многу ми е драго што сте тука. Ова е малку необичен начин за работа по граѓанско образование, затоа што обично работата се одвива во група или во парови. Меѓутоа, ние сега ќе се обидеме да работиме во парови, а се надевам дека и учениците кои што се дома се пред малите екрани и ќе работат заедно со нас. Верувам дека завршиле со голем дел од наставата и ќе продолжиме да работиме граѓанско образование. И сега, рековме, овие поими ќе ги обработуваме како поими кои што многу често се присутни во нашата средина и за кои што ние сакаме да ги исклучиме од присуството. Во наставната програма по граѓанско образование, која што е дел од новиот концепт за граѓанско образование, не знам дали знаете дека од минатата година започна нов концепт за граѓанско образование и има 2 нови, односно 3 нови наставни програми. Цел тим е вклучен од Македонскиот центар за граѓанско образование, УСАИД и Бирото за развој на Одлично. образованието. Одлично. Да. Одлично. И сега овој нов концепт се имплементира во сите училишта затоа што сите наставници поминаа обука. Она што нас ни е битно, резултатите од учењето. Зошто почнуваме со нив? Затоа што, за разлика од другите наставни програми во кои што очекуваме когнитивни знаења и вештини, во програмата по граѓанско образование очекуваме и позитивни ставови
вредности и однесувања. Значи, однесувањата на граѓанинот во општеството ни се многу битни. И сега овде што имаме како цел, односно очекуван резултат од учењето? Да препознава дискриминација, стереотипи и предрасуди преку конкретни случаи. Медиуми, говори, текстови, учебници, меѓутоа и во својата средина, нели? Значи имаме различни ситуации. Она за што претходно ви зборував, да реагира со осуда во конкретни ситуации во кои некој е изложен на дискриминација. Значи, Токму така. ако запримети некој дека се случува дискриминација, да помогне да ја сопре. Токму така. Како што јас тебе не ти се смеев кога ти изјави дека како мал си сакал да бидеш балетан. Да, Дека нема и ништо дури ги срамота во искара тоа. другарите што ми се смеја. Па нормално. Да. Благодарам. Токму тоа заради стереотипот кој што постои за кој што ќе дискутираме понатаму. Значи ова ни се резултатите од учењето на кои што ние ќе се навратиме понатаму. Се надевам дека учениците не следат. Сега би ве замолила еден од вас да ја прочита приказната за Дамир. Еве веднаш. Дамир има слушнато дека луѓето од скандинавските земји се многу ладни и тешко се спријателуваат. Едно лето неговите роднини, кои живеат во Финска, го викнаа да дојде да ги посети за време на распустот. Другарите на Дамир го задеваа велејќи му дека таму ќе му биде многу здодевно и дека ќе нема со кого да се дружи, бидејќи децата таму не се многу дружелюбиви. Кога пристигна во Финска, отиде да се рекреира во локалниот скејт парк. По некое време една група млади на непосреден начин му пристапија и се запознаа со него. Деновите што следуваат Дамир ги помина дружејќи се со неговите нови пријатели, а тие го запознаа со градот и локалната култура. Кога се врати дома, веднаш им се пофали на другарите дека стекнал нови пријатели и дека финците воопшто не се ладни и недружелюбиви како што тој претходно мислеше. Што препознаваме тука? Да размислуваме сите заедно. Веднаш ние од старт имаме некоја предрасуда. Значи конкретно во случајов Дамир имал предрасуда дека од муабетите кои што ги слушнал, дека луѓето во Финска се доста ладни и дека тој нема да се предубава таму. Но тоа што се случило го да кажува токму спротивната. Заради стереотипот кој што постои Точно така. кон скандинавските земји, односно скандинавците дека се тие ладни. Што е тотално погрешен. Ете, Дамир е пример дека овој стереотип е неточен. Тој не бил изложен на дискриминација, меѓутоа можел да постапи малку поинаку и да ги дискриминира луѓето, односно да се однесува така врз основа на ставовите кои што му биле наметнати од неговата средина. Одиме понатаму, да видиме кое е значењето на поимите стереотипи. Поимот стереотипи. Па некој обид за генерализирање на одредена група на луѓе и работи што се исти кај нив, сличностите на таа група. Ние знаеме дека сите луѓе имаат на некој начин исти права, но дали се сите луѓе исти? Не се, нели? Сите луѓе треба да бидат исти, бидејќи убавината е токму во тоа што сите луѓе сме различни. Така. И според што сме различни? Според се. Според начинот на размислување, образованието, изгледот, според полот, според возраста, според етничката припадност, според религијата, според расата и така натаму. И сега имаме помали или поголеми групи, меѓутоа убаво ни кажа дека стереотипот е генерализација, односно тоа се гледиште и ставови според кои на сите припадници на една група им се даваат исти особини. Односно се лепи етикета. Се лепи етикета. И тоа врз основа на малку и честопати непотврдени информации. Тоа не значи дека во таа група не постојат такви луѓе, но не се сите такви. Затоа велиме дека стереотипот е неточен како информација, односно како поим. Да се вратиме назад. Назад? Сега ќе се обидеме. Добро. Тука? Добро. Сега, имаме различни видови стереотипи кои што ни ги наметнува средината во која што живееме. Значи, учејќи од дома, учиме за жал и од медиумите за одредени стереотипи не сакајки. Учиме не сакајки и во училиште, учиме и во средината во која што обстојуваме и не сакајки користиме поими кои што сметаме дека се правилни и точни, а всушност се стереотипи.
Сега предрасуди. Велиме дека имаме една група, ама кога ние врз основа на ставот за целата таа група формираме ставови за поединци. И тоа со многу емоции ги браниме тие ставови. Велиме дека се точни, дека тие се такви, упорно тврдиме, тогаш станува збор за предрасуди, кои што се неосновани долготрени ставови кон поединци или припадници во одредена група, кои најчесто се преткаени со силни негативни чувства. И сега врз формирањето на предрасудите имаме многу фактори. Најчесто децата ги формираат во семејството, но и училиштето не е исклучено, затоа што индиректно ние наставниците нашите ставови ги пренесуваме на децата. Во пријателите, историските настани, во учебниците и така натаму. Значи можеме да најдеме различен вид предрасуди, иако многу се трудиме да ги надминеме. Стереотипот може да се формира, не кажавме, и врз основа на една личност. Например, јас запознавам една личност од Финска и врз основа на впечатокот што ќе ми го остави тој, формирам стереотип за сите од Финска. Како што вие сега можете да формирате за сите наставници по граѓанско образование одреден стереотип врз основа на моето искажување и моето... Ете така. Значи, може да направиме стереотип кој што може да биде неточен. Стереотипите понекогаш се и позитивни, но и тие не се точни, нели? Може да бидат и позитивни. Оно што е загрижувачки, врз основа на стереотипите и предрасудите, најчесто се јавува еден негативен поим дискриминација. Тоа е најобично кажано. Така, страшно. Ама е нееднаков и нефер однос, а велиме дека сите луѓе имаат исти права. Кон индивидуалци или цели групи на луѓе. И тоа е нешто што не е во ред. Однесување врз кое влијаат стереотипите и предрасудите. И многу често представуваат причина за конфликт меѓу луѓето. Многу ми се натаживте. Не. Добро. Само сме свесни дека сам погодува во нашето општество се соочуваме со голем број на дискриминација, односно на вакви примери, и тоа е жалното. Но се надеваме дека ова ќе биде една поука за луѓето да ги скоренат стереотипите и предрасудите за луѓето. Ете така. Значи поуката треба да биде и за возрастните и за децата. Знаевте ли дека Нелсон Мандела бил борец против расна дискриминација во Јужноафриканска република и тој поминал 27 години во затвор заради своите ставови. И на возраст од 76 години бил избран за председател на Јужноафриканската република. Значи тоа е нешто што го прави дискриминацијата. Овде станува збор за расна дискриминација. Исто така, во нашата држава дискриминацијата е забранета. Значи со закон и со устав, тоа е јасно определено во членот 9 од уставот. Постои закон за спречување и заштита од дискриминација. Постои народен правобранител. Што беше тоа народен правобранител? Правно лице кое е задолжено да помага на луѓе кои немаат своји, претпоставувам, адвокати или да е на услуга на народот. Така да нуди бесплатна правна помош и ги заштитува граѓаните и обично од државните и јавните институции каде што се повредени нивните права, луѓето се обраќаат кај народниот правобранител. Имаме прилика околу 2 минути уште за овој час, па ќе треба да предадеме на не, мора да побрзаме. Значи имаме и комисија за заштита од дискриминација. И сега, бидејќи ова е тема која што има и активности, сакам приказниве да ги прочитам. Ајде да видиме. Прочитам? Да. Може. Дона е најдобра фудбалерка во училиштето. Во незиното училиште се организира спортски настан, а беше предвидено да биде застапен и надпревар во мал фудбал. Дона се израдува дека конечно ќе може да учествува во надпреварот и да биде дел од победничкиот тим. Тренерот на екипата
на еден ден пред надпреварот повика 5 членови кои беа предвидени да се надпреваруваат и од нив за надпреварот ги издвои Оливер, Дејан, Денис, Илир и Мирон. За Дона немаше место. Ова ќе биде машки надпревар, рече тренерот и излезе од училницата. Ова е спротивно Срам од да му е на срам тренерот. да му е на тренерот. Срам да му е на тренерот. Она е што се случило, всушност е спротивното од тоа со балетот. Да. Таа била изложена на Дискриминација. зошто? Дискриминирана да игра во Бидејќи да игра фудбал, бидејќи е женско. кои ги има тренерот дека тоа е машки спорт. Дека е машки спорт. Како се чувствувала таа? Била Обесправено. многу тажно. Тажно. Била многу тажна и повредена. И отфрлена. Како би постапиле вие да сте на нејзино место? Уф, ако сум на место на Дона, па... Јас би се плашала ако таа е на местото на Дона. А на место на тренерот? Па не, тренерот според мене треба да ги препознае вистинските квалитети кај своите ученици и да не дискриминира врз база на полот. Да, ако бев јас тренерот И ќе ја пуштам да игра. непарен бројот и јас ќе влезе во играта за да имаме парен број да играме сите. Така е. Ајде уште една приказна на брзина. Беса е мајка на 2 деца и е на возраст од 50 години. Зборува англиски и германски јазик. Одлично ја познава компјутерската технологија. Возач е, а исто така има висок просек од завршените студии. Се јавила на конкурс за вработување. Сметала дека ги исполнува сите критериуми што ги барала компанијата. На интервјуто ги добила сите позитивни карактеристики, но и било соопштено дека компанијата за тоа работно место бара помлада личност. Беса не ја добила работата. И ова е повторна дискриминација. Е, така. Пак имаме прашање на што била изложена, кажавме, како се чувствувала Беса? Па, тажно, повторно тажно. Обесправена, не? Обесправена. Како вие Апсолутно би обесправена. постапиле на незино место, а како на место на работодавачот? Да сум работодавач, да го како во примеров ги исполнува сите услови, е примил на работа без доглед на старосната граница. Бидејќи сметам дека е срамота луѓето над 50 години, а за жал се повеќе се соочуваат со проблем да најдат работа, бидејќи се веќе во не знам некои си позрели години. Така. И И дали компанијата прекршила некој закон? Нормално. Законите што вие ни ги представивте. А, Да. така. Добро. И за крај на оваа содржина имаме неколку примери кои што треба да ги поврземе. Овие можат да ги прават и учениците дома. Велиме, жените не можат да добиваат исти награди за спортски успеси. Мажите се подобри во спортот и се поинтересни за гледање. Каква е оваа дискриминација од таму наведените? Дискриминација по врз основа на пол. На пол. Пол Во на нашето училиште немаме услови за настава за ученици во количка, соодветни приоди, рампи. Ве молиме, побарајте друго училиште во кое има соодветни Ова е услови. дискриминација врз основа на телесна попреченост. А, така. Нашата деловна политика А ние се е- бориме против тоа. Така Се е, бориме. Се разбира. Нашата деловна политика е насочена кон вработување само на работници од нашата религиска припадност. Жалам, но вие не ги исполнувате нашите барања. Дискриминација врз основа на религиска припадност. И последното, Марија? Китан се пријавил на оглас. Ова работно место е предвидено за помлада личност, му одговорил работодавачот. Ова е дискриминација врз основа на возраст. Јас се надевам дека очекуваните резултати што ги споменавме на почетокот ќе ги исполниме. Мислам Да, дека јас ви мислам. благодарам за овие сите примери, мислам дека многу И навистина појасно беше ни прекрасен стана се. часот. Тоа беше Благодарам. нашиот час по општество. Одиме се да мал джингл, па одиме со По следниот час. граѓанско. Граѓанско. Граѓанско, Не по општество, граѓанско. Да. Цвајштајн се измори. Се враќаме назад по джинглот.